Само за подсетување на македонската јавност, скандалот на клиниката за радиотерапија и онкологија официјално се обелодени, иако за него долго време наназад се шпекулираше, на 2 септември годинава. Ние на новата прва пленарна седница на 5 септември предложивме дополна на дневниот ред со 2 точки на оваа тема. Истите беа изгласани, иако со различни ставови и произнесувања, но сепак добија зелено светло. Точката за разгледување на извештајот од ДЗР за клиниката за онкологија се отвори вчера, а анкетната комисија започна со работа на 5 овој месец, точно после 33 дена од изгласувањето истата да биде дел од дневниот ред на 125-та пленарна седница. Во меѓувреме власта се обиде да ја спласне темава со многу други скандали и настани, а сето тоа време порачувајќи на опозицијата да не се обидува настанов да го политизира. Прво, згрозена сум како може ваков скандал и афера да се релативизира со терминот настан, а второ, да имаше малку свест и совест оваа власт, уште истиот ден, на 2 септември, владата ќе си поднесеше оставка. Овде не се работи ниту за настан, ниту за несреќа. Овде се работи за злосторство, за убиства и тоа со намера. Иако за пожарот во модуларната во Тетово или за пожарот на автобусот на Беса Транс можеме да кажеме дека беа несреќи и дека никој од алчните за пари и профит вистински одговорни лица за овие случаи, а кои до ден денес немаат одговарано затоа што не се ни повикани на одговорност, освен некои споредни лица, кабли и останати предмети, немале во план ниту пак сакале да се случат вакви несреќи и со толку голем број на жртви, тогаш во случајов со онкологија, лицата кои манипулирале со здравјето и животот на пациентите болни од рак, и тоа како, свесно знаеле што прават, и затоа велам и тврдам дека ова не е настан ниту несреќа, туку е намерно злосторство, односно убиства. И ова не е политизирање на овој грозоморен скандал, туку ова е реалност која се должи на невниманието, на непрофесионалноста и на неодговорноста на власта. Обидот сето ова да се релативизира и да се кажува како ова не се случувало само сега, туку и наназад долго време, е само обид за бегање од одговорност. Истата оваа власт многу добро знае да се фали дека во нејзино време Македонија стана членка на НАТО, дека во нејзино време започна скрининг процесот за отпочеток на преговори за влез во Европска унија, иако за членството во НАТО гласавме сите пратеници. Затоа убаво или сосем аналогно на ова би било и актуелната власт да си ја прифати сопствената одговорност за ова злосторство и да не релативизира или да фрла обвинувања кон опозицијата. Да не беше опозицијата, ние на оваа тема немаше воопшто да зборуваме во овој парламент, како што тоа ни се случи со ковидот или со пожарот во Тетово. Се сеќаваме дека власта не правеше кворум за да започне со работа анкетната комисија за слободите и правата на граѓанинот, на која точки на дневен ред беа токму пожарот во Тетово и пожарот на автобусот на Беса Транс. Дел од луѓето кои тогаш инсистираа и повикуваа на одговорност, денес се на страната на власта и се обидуваат да ни ја избришат меморијата и да не убедат дека актуелниот министер за здравство нема одговорност за ова злосторство. Па секој министер во чие министерство се обелоденува било каков скандал, има, ако ништо друго, морална одговорност и тој, меѓу останатото, е должен и да ги обелоденува и криминалите на неговите претходници, а не тоа да го прават медиуми или свиркачи. И додека целата македонска јавност е згрозена и е на нозе, власта си го леснува патот до и после избори и мува не алази за одговорност. Истата таа власт која ни ги внесе паролите нема правда и нема мир, денес го внесе најголемиот немир и тоа кај најтешко болните пациенти, кои секогаш веќе со сомнеш и страв ќе одат на лекар и никогаш нема да простат за ваквата манипулација со нивната болест, но ја донесе исто така и најголемата неправда со шверцерско и криминално менување на кривичниот закон, и тоа на ден кога сите од нас очекуваат да ја зборуваме на оваа тема. Сите веќе знаеме зошто тоа се случи. Како здравствен работник, најмногу посакувам да се исчистат дамките од белите мантили, но и да се осудат и да одговараат оние кои носејќи ги шверцувале онколошка терапија и истата не им ја давале соодветно на пациентите. И во овој случај не сме сите исти и затоа што поскоро треба да ги истребиме ваквите криминалци и убијци од здравствената фела, за да не продолжат да фрлаат вакви дамки врз сите нас.
Секој кој се огрешил мора и треба да одговара, без разлика дали и на која партија е член, без разлика на која етничка заедница припаѓа и без разлика од која фамилија доаѓа. Штитењето и заташкувањето на криминалот само раѓа нови криминалци и криминали, а неодговорноста им дава мотив на криминалците да продолжат со нивните недела и да се софистицираат во нивните грозоморни дејствија, како што е случајот со онкологија. Ова е тема која сите треба да не обедини, а не спротивното. Ова е тема која од секој око испровоцира солза, од сечија душа извади гнев, од секој болен предизвика очај и безнадежност. Сите ние сме потенцијални пациенти и секој од нас има лична приказна поврзана со онкологија. Мојата од пред 20 години беше тажна затоа што почина мојот татко, но истовремено и со прекрасни спомени од тогашниот персонал на онкологија, кој што со пациентите беше прељубезен и пресочувствителен. Што се случи периодов и дали треба да гледаме кој бил на власт или треба да осудиме и да инсистираме на одговорност. Не ни треба нов кабел, ни треба име и презиме, јавна осуда, но и судска пресуда. Луѓе, ова според мене е не баре терористички акт. За ова треба да се лежи во затвор. Осудените за 27 април, иако невини и неправедно обвинети и осудени, се мали и невини деца во споредба со овие грозоморни убици на луѓе, кои во нив барале спаси лек, барале помирна и подостоинствена смрт, а не убиства со умисла. Пациентите болни од рак минимум само уште еднаш се соочуваат со својата смрт пред и вистински да умрат. Тие еднаш умираат кога ќе ја дознаат веста за нивната диагноза. Втор пат кога ќе одат на операција. Трет кога ќе започнат со зрачење. Четврти кога ќе започнат со хемотерапија. Конечно, кога им отчукувала и последната минута живот на овие луѓе и со овие монструозни сознанија, ние сведочиме дека некоја организирана група им ја скратувала и оваа последна минута или си поигрувала со нивната вистинска надеж и верба во нивно поблаго упокојување. Треба ли уште да наведувам и да сведочам за мојата животна приказна, но сепак не како пациентка, туку само како ќерка на болен од рак. Моето сведоштво и сведоштвото на сите кои што имале во своите семејства болни од рак е сосем поинакво доживување од она што вистински го доживуваат и преживуваат пациентите. На една страна е нивната лична борба со болеста, а на друга е нивната борба со самите себе и глумата пред нивните најблиски дека се силни, дека ќе издржат и дека нема да се откажат од нивната борба. За жал, во овој монструозен случај, некој се дрзнал да им пресуди без нивно знаење и дозвола и без тронка сочувство. За Хипократ овде е веќе ептен хипокритично и да зборувам. Ставени сме пред еден огромен предизвик и сите подеднакво треба да ја чувствуваме одговорноста. Системот сите ние го сочинуваме, но и сите се согласуваме и се согласивме дека истиот ни е тру и во сериозно распаѓање. Затоа да не ги броиме датумите од кога сме стапиле на функција и од кога ја имаме превземена одговорноста, туку да си ја превземеме секој својата задача и да придонесеме кон што поитно разрешување на овој случај. Тоа е наша колективна одговорност, но се случи во време на актуелната власт и таа е прва која треба да ги засука ракавите и наместо да релативизира и обвинува за политизирање на случајов, истиот што поитно да го процесуира и да ги доведе пред правдата вистинските виновници. За ова ја има и нашата поддршка. Деновиве, односно вчера и денес, пред нас го имаме господинот Макси Мацевски, на кој тука јавно и пред сите му оддавам почит за тоа како на сите нас, без разлика дали сме власт или опозиција, ни одржа лекција за професионалност и добро владење. Само тој знае како се чувствува, јас како здравствен работник можам да проценам дека премногу го доживува ова и дека како и секој човек не му е лесно да ја зборува вистината во ова време преполно со лаги и невистини. Сепак, еве ни примери доказ дека може еднаш конечно да се започне и дека не е нималку лесно, ама конечно е време за факти и за спротивставување со криминалот, за кој, барем во овој случај, ама воопшто не ме интересира кога и од кого започнал, туку ме интересираат имињата и презимињата на сите кои го спроведувале, го поддржувале, но и го премолчувале.
И не може тука да кажеме дека нема одговорност најодговорниот, па како и да се вика. Не може да е одговорна сестрата, а да не е одговорен и докторот. Не може да е одговорен докторот, а да не е одговорен ресорниот министер. И најбитно, не може да е одговорен ресорниот министер, а да не се одговорни и сите останати и премиерот, затоа што на владини седници проаѓаат сите работи, па и ова. Извештајот на Државниот завод за ревизија ни дава конкретни факти и докази дека клиниката за радиотерапија и онкологија не работела согласно многу закони. Ова е ставено до знаење и на клиниката уште во април, кога извештајот е завршен и официјално објавен на веб страната на Државниот завод за ревизија. Во овој извештај се е запишано и на се е предупредено. Многу важно, на овој извештај не се примени никакви забелешки од страна на клиниката за радиотерапија и онкологија, што може да значи само две работи. Првата, дека директорот на клиниката ама апсолутно не бил професионален и имал некој што го штити во овие злодела. Втората, дека се согласил со сите добиени забелешки од државниот ревизор. Јас повеќе сметам дека директорот се повикал на првата работа, а тоа е дека имал јака позадина и дека за него ништо не значеле, па и овие забелешки. Мојот говор е пишуван, како што можете да забележите, не затоа што не можам цели 20 минути според договореното да ги зборувам без напишан текст, знаете дека можеме многу повеќе и без читање, туку за да се сконцентрирам на читањево и да не дозволам да ме совладаат емоциите кои што навистина ми се преголеми барем за оваа тема. Како што споменав погоре, мојот татко е починат пред точно 22 години. Имаше првична диагноза рак на белите дробови, а после година и половина од неговиот оперативен третман му се појавија метастази на хепарот, од кој што почина после 6 месеци. Тоа беше периодот на воениот конфликт во Македонија. Имаше денови кога наместо преку Тетово го носевме мојот татко преку Прилеп до Скопје за неколку минутно зрачење или неколку часовна хемотерапија. Јас во тоа време бев мајка на едногодишно девојче и ме поштедуваа од овој настан секако колку што тоа беше возможно. Но само едно нешто многу силно ме тешеше во овие тешки времиња, а тоа е кога ми зборуваа за персоналот од клиниката за онкологија. За тоа колку се љубезни, колку се сочувствителни и професионални. Мајка ми велеше на сета мака, барем имаме човечки прием и третман. И замислете, ова е само една од многуте приказни, замислете, ова е приказна на ќерка на 58 годишен родител, а што би кажале родители или браќа и сестри на млади деца кои што имаат починато заради ова злодело. Се прашав и преска, ќе се прашам и сега. Каде исчезна човекот меѓу толку луѓе? Како не се најде еден кој ќе ја каже вистината веднаш и тогаш? Свесни ли сме колку животи се прекинати во ова меѓувреме и колку може би изгубивме додека ја чекаме конечната акција од власта? Не се само пустите и проклети пари во прашање. Што ќе направат со овие пари оние кои ги зеле? Што би купиле? Подобро место за живење, автомобили, джипови, мотори, хациенди, брендирана облека, парфем и накид. Се прашувам само дали има некаде да си купат чиста совест и да си обезбедат мирна смрт. Знам дека на многумина нема да им се допадне мојов говор, но истиот, како што кажав, го подготвував под силни емоции и со силен револт кон сите вмешани во овој случај. Може би засега не ги знаеме и официјално, па затоа неофицијално ги шпекулираме. Но морам да подсетам на еден клучен лик во сето ова, кој најдолго беше министер за здравство во периодов кога се воспоставила оваа пракса на клиниката за онкологија и кога се исклучил од функција като системот, а кој денес си се луксузира со неговото пријателче. Дури и фондација формира, дури и хуманитарно делеа перики за болните од рак, се сеќаваме сите добро. Која иронија! Се сеќаваме исто така на огромната веледрогерија, магнатот на клинички, кој и тука е вистинскиот профитер и главниот оператор за набавките кои се правени бетер и од набавки во една малска бакалница.
Ако клиниката за онкологија се обидам да ја споредам, не мора со малска бакалница, нека биде со голем супермаркет, тогаш слободно можам да им преведам на македонските граѓани дека во овој супермаркет се има продавано роба без фактура. Се отварале производите и се разблажувале како би се добило на квантитет, а не на квалитет. Профитирале продавачите, но и шефот на овој супермаркет. А газдата, тој од многу пари на кои не може веќе да им го води есапот, само додава за набавка и не му е грижа што вработените го крадат или што купувачите се лажат. Тој има поголеми бизниси. Тој е нечесно збогатен и веќе доволно заглавен да ја има испуштено контролата од своји раце. И не му е грижа кого ќе заглави и до заглави. Тој е веќе доволно заглавен. Неговите вистински маки може би ги лекува по кафеани или со недозволиви субстанци, ама гревот не се пере така. Гревот за онкологија ќе ги следи сите вклучени без разлика дали станале алчни за пари, дали им било страв да ја кажат вистината или дали свесно или несвесно ја прифатиле восстановената пракса на маркетот, односно на клиниката. Конечно, и во ова собрание многу пати бевме сведоци на повикување на собраниска пракса, а не на членови од деловникот. И докаде не доведе тоа? До колективно прифаќање на реалноста дека вака не бива и дека мора да се воведе ред. Зошто? Затоа што сите заглавивме во нередот. И оние на кои тој им одговарал извесно време и оние кои редовно реагирале на истиот. И нешто што најмногу ме загрижува, а тоа е следно. Зошто господинот Ацевски толку ревносно си ја работи работата, а ефекти од неговите сознанија нема? Нешто слично како и со Државната комисија за спречување корупција или со антидискриминаторската. Независни тела кои ќе дојдат до известни сознанија и заклучоци, истите ќе ги внесат во нивните конечни извештаи и тука завршува се. Не реагира владата и не реагира јавното обвинителство. Како да ми се причини, ама од вчерашниот ден забележав дека сите прсти на власта се вперуваат кон државниот јавен обвинител Љубомир Јовески, кој е денес тука и јас го поздравувам. Истото, господине Јовески, се случи и во тек на сведочењето на Оливер Спасовски на анкетната комисија. Тој вели постапил, ама доцни Јовески. Замислете, до тука се работиве оттидени, што сега Љубомир Јовески станува виновник за се. Јас апсолутно се согласувам за негова одговорност, но тој не е првиот, тој е последниот од овој грозоморен скандал кој што би можеле да го наречеме за одговорен. Затоа добро е што дојдовте и добро е да ги слушнете оние кои што ве предложија за уставен судија, како ве обвинуваа за тоа што се доцнело со обзнанувањето на виновниците за онкологија. Знаете, кога ќе ве стават во тесно, тогаш најинстинктивно е да размислувате во насока прво себе да се спасувате, па потоа да ви е грижа и за останатите. Љубомир Јовески ја има денес можноста, па макар и на крајот од неговата кариера, да признае додека се уште има време, дали и кој тоа му влијаел да доцни и да сокрива предмети, ако било така. Во спротивно, јас предвидувам крај како на Јанева и на Рускоска. А еве токму денес, пред оваа седница да започне, излезе соопштение во јавноста дека за случајот онкологија е формиран тим од стручни лица за материјално-финансиска и за медицинска анализа на случајот. Дека кругот на потенцијални сторители на ова злодело е стеснет и дека действијата се конкретизираат. Веќе имаме и надлежна обвинителска за овој случај, тоа е Ана Гоговска-Јакимовска. Истата за слободен печат изјавува дека предметот онкологија е оформен, внимавајте, врз основа на новинарски истражувања и дека не е резултат на претходни криминалистички проверки. Ако се сеќавате завчера, ова ќе дојде дека некој тука лажно или не ја говорел вистината или лажно сведочел, кога ни велеше дека немаме обвинителен акт затоа што нели криминалистичките проверки биле во тек. Ова е сепак една надежна вест и од тука би посакала успешна работа на обвинителката и како жена на жена би порачала да издржи пред сите искушенија и притисоци и да се избори за вистинска правда барем за овој случај. На господинот Максим Ацевски, уште еднаш да му се заблагодарам за неговото совесно работење, и ако на било кој начин во оваа грда и тажна приказна можам да изберам херој,
тоа сте вие, бидејќи храбро и достоинствено сте ја сработиле вашата работа и тука дадовте одговори на сите поставени прашања и дилеми од страна на сите пратеници. Ризично знаме дека е во ова општество да добиете пофалба од страна на опозиција, но јас се одлучив да ризикувам затоа што на вистина ова што го кажувам и го чувствувам. Нашата улога не е утврдување на кривична, туку на евентуална, се согласивме сите, политичка одговорност. После само 2 сведочења на анкетната комисија и со вашето учество на оваа комисија, станува повеќе или помалку од јасно дека мора да има и политичка одговорност. Зошто ова го велам? Да не беше политиката замешана во ова. Мислам дека ваков грозоморен скандал немаше ниту да се смисли, а не пак да се случи. Конечно, да им се обратам и на колегите од владачкото мнозинство. Не се чувствувајте виновни или вмешани, ако тоа навистина не сте. Има една стара поговорка која што вели: слушајте паталец, а не гаталец. Не дозволувајте на вашиот грб да се создаваат не милионери, туку милиардери. Спречете го тоа барем овој пат, затоа што сите подеднакво сме засегнати. Нашите магнати знаете каде и како завршија. Не им го возможувајте овој луксус на вашите. Сите тие се уште се толку арогантни и сите нас не подценуваат, мислејќи дека со пари можат да купат се. Ајде сите заедно да ги разочараме и да се обединиме против ваквите профитери. Нас не обвинуваат за платите, а тие со милиардите не одговараат за ништо и пред никого. Дури и кривичниот законник им го изгласавте за нивен спас. Дали вредеше? И сосема за крај, да нагласам дека намерно не цитирав наводи од ревизорскиот извештај, затоа што сметав дека тоа доволно го сторија моите колеги од претходниот ден. Јас сакав или барем се обидов да бидам јасна и разбирлива со споредбите, примерите и со моите лични доживувања. Мојот заклучок сепак е дека ревизорскиот извештај е круцијалниот доказ за тоа дека клиниката за радиотерапија и онкологија се претворила во едно дувло од криминалци, морам да истакнам со чест на исклучоците, каде што пациенти болни од рак, наместо да им бидат ублажени болките и продолжен животот, биле класично, безмилосно и однапред испланирано убивани. Ова, да нагласам, е круцијален доказ и за анкетната комисија, се надевам и за јавното обвинителство. Како што реков, ние не сме судии, ниту сме обвинители. За обвинителен акт најодговорен е господинот Јовески и од него очекувам да ни соопшти во рамките на она што е дозволиво, зошто толку се чекаше, има ли барем морално чувство за одговорност, а најмногу за тоа дека и покрај незнајниот број на починати, додека овој грозоморен скандал не се обелодени, сепак се ризикува нивниот број да биде зголемен и во периодот додека ја чекаме или ја чекавме, еве да се изразам, реакцијата на институциите, а најмногу на јавното обвинителство. Дали се согласувате со оквалификувањето на делата на известната медицинска сестра како кражба во обид за јуни 2020 и послужување за вториот обид на истата сестра и што превзедовте во врска со нив? Дали не требаше некој или некои периодов додека државава се крена нанозе по обелоденувањето на овој скандал да биде притворен или притворени? Дали некој ви вршеше и ви врши притисок и дали сметате дека е во ред само врз вас да бидат вперени прстите на власта? И знам дека барем вас не треба да ви кажувам, ама еве заради македонската јавност ќе споменам дека неотворање на истрага по добиен ревизорски извештај од овластена установа повлекува кривична одговорност за непостапување на државниот јавен обвинител, а тоа сте вие, господине Јовески. Доцните веќе месец и половина официјално, што е период доволен, како што реков, за прикривање на многу докази, но што е за мене најболно, доволен или ризичен и за уште нови жртви. Бидете искрени и достоинствени на вашата позиција, како што беше државниот ревизор, и вклучете се во нашата искрена заложба за разоткривање на вистината. Ако ништо друго, бидете човек кој сочувствува со пациентите кои наместо лечени биле убивани. После сите функции, сите ние сме луѓе и не сакам да верувам дека за било кој човек постои нешто поважно од човечкиот живот. Јавното обвинителство во моментов, но и годиниве наназад, стана една од најнедоверливите
поверливите институции. Ставете крај на ова и започнете, па макар и на крајот, со нешто вистински и професионално, но сепак и со нешто човечко. Ви благодарам за вниманието.